Истрагата за катастрофата во Кочани се проширува за повеќе од 20 нови осомничени, меѓу нив поранешни актуелни функционери. Со проширената истрага се опфатени тројца екс-министри за економија, Валјон Сарачини, Беким Незири, како и актуелниот амбасадор во Норвешка Дритон Кучи. Со оваа нова фаза од истрагата опфатени се актуелниот директор на дирекцијата за заштита и спасување Џеват Селами, како и министерот без ресор и поранешен прв човек на ДСС Шабан Салиу. Акцијата за приведување почна рано утрината. Осомничените се спроведени во различни полициски станици каде се земаат искази. Основното јавно обвинителство и МВР со иста информација. По наредба на јавен обвинител, во тек е акција за приведување на повеќе лица, а во насока на проширување на истрагата за пожарот во Кочани. Надлежните институции ќе информираат јавноста, координирано штом бидат завршени действијата кои се во тек. Во претходната фаза од приведувањето осомничените добиваа привремен притвор, пошто се спроведуваа во судот во Кочани. Според потврдени информации, и осомничените во оваа проширена истрага ќе треба да дадат исказ во Кочанскиот суд. Во меѓувреме, еден од осомничените екс-министерот за економија Кучи, од позиција на актуелен амбасадор во Норвешка, на социјалните мрежи најави дека се враќа во земјава со првиот авион. Денес семејството ми информираше дека представници на Министерството за внатрешни работи биле во мојот дом во Скопје, парејќи информативна средба. Немам што да кријам и секогаш сум одлучувал да постапувам со честност и смиреност, дури и кога околностите биле тешки. Секогаш сум избирал да одам по прав пат, дури кога тој бил најтежок. Зборував кога другите молчеа и стоев исправен, дури кога се чувствував сам. Верувам во правдата за општото добро. Со првиот лет ќе бидам во Скопје, не за да се оправдам, туку за да потврдам дека транспарентноста и довербата се единствениот пат напред. Според досегашните информации од истрагата, листата на осомничени се проширува за да се утврди постапувањето или непостапувањето на институциите од 2012 година, па се до кобниот 16 март оваа година и дали постои причинско-последична врска за катастрофата. За трагедијата во Кочани, обвинителството има отворено истрага за 34 физички лица, меѓу кои има и 7 полициски службеници, како и за 3 правни лица. Во 30-дневен притвор се 31 осомничен. Јавното обвинителство веќе предложи мерката притвор да се продолжи за нови 30 дена. Само за тројца од нив се бара мерката притвор да се замени со куќен притвор. За двајца осомничени од Државниот пазарен инспекторат и припадник на обезбедувањето на дискотеката.